На утрешната седница на владата ќе се разгледува предлогот поднесен од министерот Оливер Спасовски за разрешување на актуелниот директор на Бирото за јавна безбедност Лазо Велковски, потврди денеска председателот на владата Зоран Заев. Како што рече премиерот, за можните негови наследници дополнително ќе се разговара. Велковски го оцени како професионалец кој од секогаш важел за сплотувачки елемент во СДСМ и додаде дека неговото разрешување е чин на понесување на одговорност. Министерот за внатрешни работи преку Министерството за внатрешни работи веќе објави јавно, даде предлог за разрешување. Владата на утрешната седница ќе го разгледа таквиот предлог, а секако после тоа ќе разгледуваме и можни решенија доколку владата одлучи да постапи по предлогот на овластениот предлагач, тоа е Министерот за внатрешни работи. Значи апсолутно господинот Велковски е професионален човек. Да, точно тој е припадник на Социјалдемократскиот сојуз и верува во политиките на Социјалдемократскиот сојуз, но секогаш важел за еден сплотувачки фактор во Социјалдемократскиот сојуз. Социјалдемократскиот сојуз е единствен и е сплотен, посебно пред вакви важни моменти и апсолутно овде се работи само за чин на понесување на одговорноста од една грешка која што е направена. Заев потенцираше дека актуелниот председател на БЈБ е еден од неговите први соработници и нагласи дека верува оти тој и натаму ќе биде значаен партнер во МВР. Се работи за понесување на одговорност, она што граѓаните го очекуваат од политичарите, од носителите на јавните функции и слично, затоа што уште еднаш ќе потврдам, господинот Велковски е еден од моите први соработници на министерот Оливер Спасовски. Но грешката е направена и одговорноста мора да се понесе. Секако јас верувам дека тој ќе остане понатаму еден значаен фактор во Министерството за внатрешни работи, заради тоа што е важен со неговото искуство, е од помош на државата и државата треба да продолжи да го користи неговото искуство во работата. За Велковски неодамна се утврди дека службеното возило го користел за превезување на членови од неговото семејство надвор од Македонија, пошто јавноста бурно реагираше. На социјалните мрежи веднаш се споделуваше фотографија од службениот автомобил на МВР во Грција со барања за негово разрешување. Министерот Оливер Спасовски на 7 август преку соопштение од МВР информираше дека од Велковски ќе се бара одговорност бидејќи не биле испочитувани сите процедури за службено патување, нешто што Велковски го одобрил за патувањето на неговата ќерка поради закани кон безбедноста на неговото семејство.